Секоја година во месец октомври слепите и слабовидните лица низ целиот свет го одбележуваат Денот на белиот стап. Мисијата на 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап, е да му покаже на светот дека и со слепилото се може, да покаже како слепите и слабовидните лица ширум светот живеат, работат и независно придонесуваат за својата заедница. 20 членови од Сдруженијето на слепи и слабовидни од Кочани присуствуваа на меѓународната средба во Благоевград, Република Бугарија, кој реализираа активности со членовите од Сојузот на слепи на општина Благоевград. Меѓу другото беа дел и од спортските игри за слепи лица, посетија музеи, играа шах, а продефилираа и низ улиците во знак на почитување на белиот стап во сообраќајот. 20 души од Кочани слепи и 100% слепи, слабовидни и 100% слепи, ојдовме за Благоевград и тамо се сретнавме со ни, одржавме шах, игравме табла, игравме тамо на други тамо и се забавувавме. Да. Многу ни беше убаво и за сите беа задоволни. Највпечатливо беше за нас играта Showdown, која се игра помеѓу двојца слепи, која е доста интересна и исто така би сакале да се примени и во нашата држава. Исто така таму разговаравме за одредени тифоло помагала за слепиот човек кои се резултат на напредната технологија и на тоа што се може да се произведе за да се олесни секојдневното движење и функционирање на слепиот човек. Беше презентиран еден проект за дактилна патека која ќе се инсталира во централното подрачје на Благоевград и со тоа научивме и нови начини и нови методи со кои би се овозможил полесен и посамостоен живот на слепото лице. На овој ден се споменуваат и можностите како и достигнувањата на слепите и слабовидните лица и нивниот допринос во општеството. На настанот пак што се одржа во Скопје присуствуваа и представници од Кочанското Сдружение на слепи и слабовидни, кои што истакнаа дека биле посочени и низа проблеми со кои се соочуваат слепите во државата. Агендата беше посебно застапена со договор во Маракеш 2013 година кој што е подпишан во Маракеш во Мароко. Тоа е поддржано исто и од Обединетите нации како конвенција и се очекува и нашата држава до крајот на годината да го подпише тој договор и ние да бидеме член на таа конвенција, нашиот сојуз, национален сојуз. Од Европска унија веќе е поддржан, значи веќе се верификуваат сите договори. Што да се добија? Кои се придобивките од подпишувањето? Придобивките од подпишувањето на тој договор е во поголем обем да се има книги и други списанија на Браево или во аудио форма. Да речеме, во моментот во нашата држава негде се брои околу 700 книги кои се или на аудио или на Браева азбука, се смета дека 100% слепо лице, ако не ја знае Браевата азбука, е неписмено. Тоа дека една Србија, да речеме, брои околу 60.000 книги. Тоа е огромна разлика. Да, заемни договори, да си помагаме едни меѓу други и со други технички помагала. Глобално земено, катарактата и глаукомот се едни од водечките причини за слепило. Затоа на состанокот во Скопје било упатено и апел до сите, барем еднаш годишно, секое дете и секое возрасно лице, да направат комплетен очен преглед со цел да спречат и превенираат можни идни причини за слепило. Во Македонија, според регистрите на Националниот сојуз на слепите, со оштетување на видот поголемо од 90% живеат повеќе од 2500 лица.